Почитувани, пред само една година, во предизборниот спот во кампањата за парламентарните избори, еден од челниците на СДСМ во просториите на една од текстилните фабрики во Свети Николе кажуваше дека правата на работниците се светост. Ветуваше повисоки плати и пристоен живот за текстилните работници. Но, што се случува денес со текстилните работници во една од најголемите текстилни фабрики во Свети Николе, во која до пред 5 години работеа преку 1000 работници? Стотина вработени на определено време останаа без работа. Има најава од раководниот тим на оваа фабрика дека во наредниот период уште стотина други вработени ќе бидат прогласени за технолошки вишок. Моментално вработените се испратени на принуден одмор и им се поделени решенија за плата со кои им се исплатува 70% од личниот доход. Стравот и неизвестноста се секојдневие за овие работници, бидејќи на крајот на работниот ден чекаат да видат дали ќе им биде доделено отказно решение. Само да споменеме дека еден од собствениците на оваа фабрика е поранешен пратеник од СДСМ и актуелен председател на Организацијата на работодавачи на Република Македонија. Граѓаните на Свети Николе прашуваат и шпекулираат дали на овој начин се обидуваат да затворат една фабрика која е акционерско друштво, за да може да се продолжи со работа во другата, која што е ДОЕЛ. Ситуацијата да биде уште потрагична, само неколку дена претходно, пратениците на ВМРО-ДПМНЕ во Собранијата на Република Македонија поднесоа амандман за финансиска подршка на работниците од текстилната индустрија, кој беше експресно одбиен од пратениците на СДСМ. А тука глумат загрижено за нив. Која патетика! Престанете да си играте со чувствата на овие текстилни работници и да глумите лажна емпатија. Престанете да ги гледате само како број, само како глас. Потребно е да се изнајде систематско решение со кое еднаш за секогаш ќе се решат правата на текстилните работници. А вакво решение вие не можете да изнајдете, бидејќи вас ви интересираат само дневно политички работи заради добивање на понекој глас. Затоа, после локалните избори, следуваат предвремени парламентарни избори, после кои ќе дојдат честни и стручни луѓе кои ќе изнајдат соодветно решение со кое конечно ќе се решат правата на текстилните работници. Ви благодарам.